Денес Дејан ќе тестира дали работи овој систем. Први струја и да се испита дали работи системот или не. Нормално, први треба да се клад звучниците на самиот систем. Малце овие партиве се зафркнати, а и плюс снимам и затоа поќе време ми требаше да ги пикнам. Не секако што треба. Тоа е очигледно. Може да се запримети. Ете го. Ајде сега да се пушти. Стигни Дејане. Е така. Да видам станици. Дали ќе може да се бираат или не. Шуми. Нешта фаќа, нешта не. Сигурно има некој проблем. Ќе се открие после зашто тоа е така. Следно да видам дали ќе чита CD. Знам дека не читаше едно време, ама ајде да се провери пак за секој случај. То ќе појави бројки се, ама дали ќе свири, ќе се види, драги гледачи. Како што и очекував, не го прочита. Ова се врти се како што треба, ама сега моментално немам некоја касета за да пробам дали ќе свири или не. Овој звучник зафркава. Дека дојди да се губи. Пошто не можев да тестирам тоа, бидејќи немав некаков звук, решив звучниците да се испитаат на компјутер. Доше ја подскина, нормално дека не свиреше. Така да, сега ќе се проба другиот. Еве од другиот. Да видиме што ќе биде со него. И на моје пријатно изненадување, овој звучник си свираше како што треба. После татко ми асистираше. Во првиот тест не покажа ништо како што треба. Антената била долу поставена, се е крената горе. И еве го. Најниот звучник кој што реков ме подскината жицата. Ако се наместува, свири. Се скачува рейс од The Thrill Is Gone. Ајде да мениме станица. Добро е. Иначе звучици да ги спавме тука, ама пак се брадаше и ова драпа мадиња. Кладов една касета, ама касетата дупчеше.
беше кој што треба, така да не можем салам тест да му направим. Така да тоа би било тоа. Накратко. Не му работи регулаторот за глас. Не му работи далечинскиот управувач. Не чита цедиња. Еден звучник се губи. Антената треба да е испраена за да фаќаат станиците.